Градоначалниците на Чикаго, Денвер, Њујорк и на Бостон одговараа на прашања за нивната политика како градови за солништа за имигрантите на конгресно сослушување во Вашингтон неодамна, предводено од конгресменот од Кентаки Џејмс Комер. Според федерален закон, нелегални криминалци треба да се предадат на службите за имиграција и царина на САД. Слушаме извештаи, многумина од вас јавно кажа дека ќе го попречувате тоа. Тоа е спротивно на законот, ќе слушнеме повеќе за тоа денес. Во своите воведни изјави пред Комитетот за надзор и владени реформи во представничкиот дом на САД, градоначалникот на Чикаго, демократот Брендон Џонсон, ги бранеше политиките на неговиот град. Уредбата за прифаќање на овие лица на градот Чикаго и нашите други закони и политики не водат кон поголем криминал, тие не ја спречуваат соработката со федералните органи за спроведување на законот за кривични прашања и ние не засонуваме криминалци, ги апсиме. Градскиот совет на Чикаго за време на демократскиот градоначалник Рам Емануел ја донесе актуелната уредба на градот. Законот ја ограничува способноста на федералните имиграцијски и царински службеници да ги испрашуваат приведените или да користат градски објекти за истраги. Сојузната држава донесе сличен закон во Илиноис во 2017 година со двопартиска поддршка. Градовите за солништа се за солништа за криминалците. Том Холман е поставен од Белата куќа за одговорен за контрола на границите, кој ги надгледува имиграцијските напори на федералната влада. Сакам локалната полиција да направи се што може за да помогне во апсењето и отстранувањето на заканите за јавната безбедност во нивните заедници. Во февруари, Американскиот оддел за правда го тужеше градот Чикаго и сојузната држава Илиноис, предводена од демократскиот гувернер Прицкер, поради политиките за заштита. Холман вели дека ќе поздравува напорите да се блокираат законите и прописите што им отежнуваат на федералните власти да приведат имигранти без документи, вклучително и оние кои извршиле насилство. Ќе бараме одговорност од градовите за солништа, ќе ги прифатиме и ќе ги однесеме на суд. Фразата град за солниште сигнализира дека објектите нема да прават дополнителни напори да им помогнат на царинските и граничните служби, но не наведува дека ќе ги попречат нивните напори. Джеклин Стивенс е директорка за истражување на депортацијата на Северозападен универзитет. Нема ништо во федералниот закон што афирмативно ја обврзува полицијата или сојузната држава или окрузите да ги спроведуваат федералните политики за депортација. Администрацијата на Прицкер и други службеници за спроведување на законот рекоа дека ќе се усогласат со законите. Стивенс вели дека претходните напори за правно оспорување на таквите политики во градовите не успеале. Оделот за правда во 2019 година загуби во Калифорнија во апелациониот суд во 9-тиот округ, а Врховниот суд одби да го разгледа, така што наредбите од тој случај се уште се чини дека се преседан. Некои членови на Градскиот совет на Чикаго се обидува да го променат законот за засолниште во 2023 година, откако напливот на мигранти ги преплавија јавните служби на Чикаго, но советот гласаше против промената во јануари.